ДПМН влезе во влада за да излезат сите нивни лаги. ДПМН влезе во влада со ДУИ. Мицкоски ги излежа граѓаните. Пред да влезе во влада, ДПМН најавуваше дека со закон ќе го реши проблемот со издавањето на пасошите. Ништо од закон, ништо од решение. ДПМН наишло на ѕид од грчката амбасадорка. ДПМН вела дека не можат една амбасада на земја членка на Европската Унија да убедат да го промени ставот. Социјалдемократскиот сојуз преку соопштение се огласија и дека спроведува нови мерки за унапредување на лозарскиот сектор. Лозарите до 14 февруари може да очекуваат исплата на дополнителна подршка до 40.000 денари по хектар, и тоа дополнителни субвенции, или 28.000 денари и 12.000 денари по хектар дополнителна подршка за претрпени штети по лозовите насади, до секој лозар и за винско и трпезно грозје. Подготвен е нов закон за вино кој го отцртува идниот развој на овој сектор и предвидува нова посебна програма за поддршка.